Постојат 4 чести грешки во плаќање по учинок. Првата е дека луѓето не користат компаратори. Тие само опишуваат само еден метод или една процедура. Немаат алтернатива наспроти која ќе можат да ја споредат нивната процедура или постапка. Второто е дека многу од податоците не се валидни. Третата поента е дека крајните поенти што се одбрани се погрешни. Тие дискутираат за структура и процеси, но не дискутираат за резултатите. Иако резултатите се најважни. Па затоа, ако тие ги земат во предвид резултатите и ако ги гледаат монетарните резултати, а не здравствените резултати, тоа е главниот проблем на проектот плаќање по учинок. Плаќање по учинок за него треба да одлучат докторите, а не администраторите. Кои се заклучоците? Здравјето е многу важна човечка вредност, исто така представува и човеково право. Одлуките за вредностите, здравјето и правата се еднакво важни. Дали разбирате што ви велам? Од тука, донесувачите на одлуки кои што генерираат компарабилни вредности во општеството заслужуваат компарабилни бенефиции. Кој е следниот заклучок? Вредностите на здравствената нега, кои што се вредни на вредностите во правата, ќе бидат генерирани од страна на 3 акции. Прво, тие ќе бидат генерирани доколку валидноста на научните публикации може да биде идентификувана, а ова воглавно се базира на факти. Процедурата е овој курс на кој што ве повикав пред малку. Втората активност е дека доколку ефикасна здравствена нега е идентификувана од страна на во однос на прагматично контролирани проби и каде што се опишуваат факти и каде што се заштедуваат ресурси. И ќе ви дадам еден краток пример за тоа како изгледа една ваква проба. Од левата страна гледате рандомизирано клиничко тестирање и најголем дел од членовите не се вклучени во овакво клиничко испитување со примерок по случаен избор. Тие не се сите исти, меѓутоа се повеќе или помалку во прагматично клиничко испитување. Од друга страна, треба да ги вклучите сите пациенти кои се дел од целата популација. Ако вие всушност правите едно вакво прагматична проба или тестирање во Скопје или во Македонија, тогаш сите луѓе со одредена индикација припаѓаат на испитуваната група и мора да бидат дел од неа. Вие го дискутирате проблемот на болка во вашиот колк. Тогаш сите пациенти кои што доаѓа во болница или кај приватен доктор со болка во колкот мора да оди на тоа тестирање и мора да биде документиран како дел од тоа. И докторот може да избере или третман А, кој што е зелен, или третман Б, кој што е црвен, или било кој друг третман со црната група. Значи, без оглед на изборот на третманот, сите пациенти треба да бидат примени во ова клиничко тестирање. И треба да се направи разлика помеѓу пациенти со низок, среден и висок ризик. Не можам да го објаснам ова бидејќи немаме време, меѓутоа верувајте ми дека ваквата тестирање ќе ви даде клучни информации за резултатот, како и за трошокот на лекувањето. И тогаш ќе направите што владата бара секаде во светот и ова представува студија на рационалност. Меѓутоа,
таа всушност се базира на податоци од реалниот свет, а тие се изведуваат од вашата секојдневна клинична практика, а не од вештачки и клинички тестирања. И мојот третиот заклучок од втор дел е дека суштинска и опционална здравствена нега ќе биде правена како разлика. Треба да воспоставите комитет кој што ги дефинира листа на приоритети во македонското здравство врз основа на валидни публикации и врз основа на податоци од прагматични клинички тестирања, и потоа овој комитет треба да одлучи кои одлуки треба да бидат обезбедени, зелените, и оние што не треба да се обезбедуваат, црвените, и може да има разлики помеѓу општествената перспектива и перспективата на индивидуалните доктори, меѓутоа со големиот дел од одлуките нема да имате проблем во однос на одлучувањето што треба да се обезбеди, а што не. Мојот финален заклучок е дека придонесот на донесувачите на одлуки за медицината, односно докторката, е дека идентификуваат валидни публикации и тоа ќе всушност ќе им заштеди ресурси и ќе генерира вредности во општеството кои што се споредливи со вредностите што ги генерираат судските од донесувачи на одлуци, а всушност последиците треба да бидат намалени. Ова е мојот последен слайд. Ова ви го кажува градското собрание во Улм, кој што го изградија луѓе од Нью Йорк. Ако се сеќавате на Гети центарот во Лос Анџелес, кој што изгледа многу слично, бидејќи доаѓа од истиот архитект. Во средината го имаме универзитетот на Улм и на десната страна тоа е искривената куќа која што е 500 години стара, и тоа е вашиот хотел, Владо, кога ќе дојдете во Улм на универзитетот. И потоа ја гледате катедралата, го гледате рибарското селце и одредени резби од старата црква. А овде долу во градот има една слика која што не е вистинита. Овие двајца господа никогаш не биле во Улм, па затоа се сеќавате на Алберт Ајнштајн. Не се што може да се објави е вистина, и не се што е вистина може да се објави.